Почитувани, ова е црна недела за новинарите и за медиумите во Република Македонија. Ова страховлада на Зоран Заев додека ветува пари за печатени медиуми. 4 новинари се физички нападнати. Вчера вечер физички се нападнати, тепани се 3 новинари, кои се познати по своите остри пера и јазици против заевизмот, криминалот и корупцијата на кланот на власт. Нападот бил со јасна порака, изведен кукавички, без никаков повод или претходен контакт со нападјачите, планиран со бројна надмокност и со закани по животот на нападјачите. Пред неколку денови физички е нападнат уште еден новинар, аналитичар, познавач на судските нереформи и критичар на спрегата меѓу кланот и судиите и обвинителите. МВР молчи за овој напад. Почитувани, оваа страховласт приведува новинари кои објавуваат корупција на министри. Овој страхосуд лови новинари кои објавиле точни информации. Оваа страховлада има тело и стратегија за како велат лажните вести од ВМРО од ДПМНЕ. Предлагам да слушнеме изјавата дадена во јавност на советникот за медиуми, специјалниот советник на Зоран Заев. Ќе воведеме медиумска писменост во образованието, работиме со Македонскиот институт за медиуми и со сите граѓански здруженија со цел да изработиме стратегија за медиумска писменост во земјава, за да населението може да ги препознава лажните вести од партискиот штаб на ВМРО ДПМНЕ, бидејќи клучно ние да имаме свесно население кое што знае да препознава точна од повреда. Медиумите видео во кое што Маријан Забрчанец јавно на отворена сцена посочува дека оваа власт имала стратегија за, како велат, едукација за справување со лажните вести кои што доаѓаат од штабот на ВМРО ДПМНЕ. Внимание, внимателно, слушате, владино тело за борба со лажните вести и за едукација за и препознавање на лажните вести кои што доаѓаат од штабот на ВМРО ДПМНЕ. Почитувани, во ова орвеловска атмосфера на Министерството за вистина предводено од Роберт Поповски, критички настроена новинарка објавува дека е пресретната и нападната од колега пулен на власта и сето тоа го документира со видео. Уредник на медиуми, бард меѓу новинарите, откривач на скандалот Рекет, јавно соопштува дека е следен, а негов колега, миленик на оваа страховлада, пишува како сонува убиства и истечени мозоци. Со поддршка, без осуда од кланот на власт, новинар пишува закани кон лидерот на опозицијата, неговото семејство, децата. Зоране Заев, прибери си ги гавазите. Готов си, на 3 јануари си одиш, страховладата ти завршува на 12 април. Собери си ги рацете од медиумите и од новинарите. Паниката и стравот од анкетите не го истурај врзнив. Тие не се виновни за криминалот, за корупцијата и за насилството кое што го спроведуваш. Владење под теркот на Курто Дудуш едноставно не смее да се дозволи. Твојата осуда на ваквите инциденти не е доволна. Ви благодарам на вниманието.